Дистрикт, Цивил пред студио, интервју на Зоран Иванов со Дехран Муратов. Дехран Муратов, колега, репортер, новинар, уредник, граѓански активист, уште еден од столбовите на престижната мултимедијална и мултифункционална невладина Цивил. Колку што го познавам, хуманизмот е неговата животна философија. Активист, борец за еднаквост, за право, правда човекова, за социјална, за деца, за возрастни, за послабите, за мажи, за жени. И новинар, умерен, но и на моменти оправдано остар критичар спрема политичките елити, спрема кројачите на нашите катадневни судбини. Ете, многу поводи да се представи самиот во нашиот и негов дистрикт. Дехран Муратов, добро дојдовте во Дистрикт на Цивил през студио. Здраво, Зоран, чест е да се биде дел од твоите интервјуа што ги правиш. Често имав прилика да ги слушам. Добро, да ги гледам. честа е моја, затоа сте овде и затоа си овде. Јас за гледачите на Дистрикт нешто кажав за тебе и за вас, така како што јас објективно те доживувам. Уште збордва за себе. Кој е Дехран Муратов? Од каде е? Каде играше джамли или не знам школка или во кое мало си растен, живеен? Што школа учеше, што заврши? Така, Дехран Муратов е од Катланово, тоа е Катлановска бања. Во времето кога бев уште како дете, имаше емисии кога го ја споредува каде е вселената, кога им кажува на децата, им кажува тоа е негде кај Катлановска бања, така нешто. Крај на светот. Крај на светот го доживува. И никој да ти кажам, не се многу во право. Напротив, Катланово е едно убаво место каде што има мултикултурализам, каде што израснав со другарчиња од сите вери, од сите нации, каде што на некој начин не бев доживуван како дискриминиран. Напротив, бев еден дел од таа група на другарчиња која што беше шаренолика и продолжив на начинот на таа шареноликост во мојот живот. Завршив во Ѓорги Димитров средното училиште, но јас не бев од гимназијалците, бев на стручните предмети и никогаш не ми беше јасно како заврши во новинарството. Затоа што почнав од човек кој што имаше бурмашина во рака и бушеше и правеше плакарчиња, за на крај да заврши во новинарството, но тоа е... Нешто имало во тебе, веројатно и за таа јавна професија, но и тие пореви кои ги имаш, предпоставувам, нели сите луѓе се еднакви, тоа е, ако добро разбирам, и колку што те следам на твоја хумана човечка димензија. Па никогаш не се гледав јас како човек кој што изработува плакари. Јас реков дека држам бурмашина. Тоа е убав занает, да, но и новинарството е убав занает, а занаетот новинарство го изучи во Македонскиот институт за медиуми. Да, тоа беше момент како уствари дојдов до новинарството, мора да ја раскажам приказката за да стигнеме до зошто новинарство. Јас уствари реков дека завршив средно, но од средно одев само колку да добијам диплома за завршено средно. И ако некој дете праша што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, јас секогаш велев полицаец. Тоа ми беше рамката за нешто што е добро, некој што се бори против криминалот, некој што воведува закон, некој што ги лови лошите чичковци на улица. Значи, од мал си ја одбра страната на која ќе ги припаѓаш во животот. Да, но моментот зошто новинарство е затоа што ја 2 пати конкурирав во полициската академија и 2 пати бев одбиен со никакво образложение. Причината зошто ја запишав новинарство, затоа што јас кога застанав и реков каде треба да се обратам за ова неправда што се случува во полициските редови, затоа што се знаеше како во времето се бира полициски службеници. Веднаш имав прилика да се запишам во Македонскиот институт за медиуми, имаше програма за млади новинари роми, кој што траеше 6 месеца тој новинарски курс, и потоа, откако го завршив курсот, веќе мим прерасна во факултет, имаше можност да бидам дел од групата која што
беше на Од студии првата по генерација новинарство. студенти. Да, ја бев првиот студент од МИМ кој што беа факултетот кој што беше за новинарство и односи со јавност. Така да јас сметам дека тоа беше вистинскиот чекор што го направив, затоа што ако денес ме праша дали одбрав тоа што требаше да бидам дел од новинарството или да бидам дел од полицијата, а денес велам фала Богу што не ме примиле во полициска академија. Не може да знаете, Дехран, предпоставам дека и униформата полициска вака добро би ви стоела, но ајде каде се движеше новинарскиот пат потоа, после завршување на високата школа? Да, по завршување на високата школа за новинарство почнав да пишувам колумни во Либертас пред се. И така бев препознаен од Нова ТВ, порталот. Потоа бев повикан на разговор, ме примија како новинар и таму бев една година во Нова ТВ, каде што имаше убаво искуство да се запознае, но претходно имав пракса во Алса Тем телевизија, во А1 пред да се растури, во Нова Македонија, во Дневник како практикант. И исто така имаше богато искуство во сите тие медиуми. Она што е интересно е таму, за прв пат може би се соочија со новинар кој што доаѓа од ромската етничка заедница. Тоа беше проектот на МИМ, да во самите новинарски редакции да внесуваат роми, новинари, кои што ќе се обучуваат, а потоа откако ќе завршат таа пракса, ако ги бива, да продолжат да работат. Да останат во тие медиуми. Да. Ако добро разбирам, може би, дали е тоа, практично прашувам, таа јадица, таа закачка, мултикултурата, еднаквоста, човековите права, граѓанскиот сектор, движењата и така натаму, хуманизмот, да бидат и ваша преокупација во новинарството како област? Зоран, нормално е тоа природно доаѓа. Знаеш, некогаш те прашам, ме поистоветуваат ромски новинар. Јас сум новинар, не сум ромски новинар. Разликата е во тоа што јас ги гледам и проблемите што на другите, например, им се секојдневие. Дете да пита чие секојдневие. Жена што едно од подобри оние приказки што во првите денови од новинарството ќе ми остане цел живот како потик е жена која што беше на улица, а имаше гангрена на ногата. И ниту една институција не ја примаше. Се до моментот додека направивме прилог за таа жена и веднаш потоа реагира институциите, ја земаа во болница, ја згрижија во центарот за социјални грижи. Моментот е тогаш го почувствував силата на новинарството. Зошто го зборувам тоа? Затоа што хуманост е една од опциите на новинарството. Ние како новинари, ако видиме сообраќајка, првата работа е што е да направиме да помогнеме на човекот да го спасиме од таа сообраќајка, а потоа да известиме за сообраќајката. Ке те вратам малку на еден посуров момент. Спомна единствен ром во редакција. И како беше примен единствениот ром? Ти како се чувствуваш? Да, имаше моменти, не би напоменал кој од колешките, имаше еден момент кога во една комуникација, без да примета дека јас сум и дел од таа маса кај што седиме, имаше спомнато повеќе сакам кучиња отколку цигани. И во моментов се сецна дека и јас сум тука. Ама не, ти не си ром, ти не си како другите. Знаеш, таа изрека која што остана во таа стигма, таа сегрегација. Моментот е што барем се сецна. Да, многу отворено прашувам. прашувам. И потоа веќе не се користеше таа изрека. Ако нешто требаше да се збори за ромите, ме прашуваа мене, дали ова вистина? На сите ни треба по-мал тренинг за некои работи, веројатно, генерално. А сега, денеска, како се чувства Дехран Муратов како ром, бидејќи ти во неколку наврати тоа го нагласуваш, па мислам дека и онака со гордост, како се чувствуваш во разни средини, во редакција, кога си на настани и така натаму? Океј ли е сега се? Да, јас никогаш не се почувствував дека сум различен од другите. Барем јас го имав тоа чувство. Затоа што мене ако ме наречеш лично со какви било погрдни зборови,
може би нема да реагирам. Но ќе реагирам ако некого друг навреди некој. Тоа веќе зборува за тие личности кои упатуваат такви зборови. Да. Дали бев прифатен? Нормално дека бев прифатен, но тоа не е затоа што јас реков прифатете ме затоа што сум ром. Реков не ми ја гледајте мојата етничка припадност или национална или верска, туку гледајте ја мојата професионалност. Ако ме бива за таа работа, дајте ми простор да се изборам. Ако не ме бива, кажете ми, дечко, не те бива, не затоа што... Каква е новинарската слика кога ја отворивме оваа чувствителна тема по етничка основа, еве ромите? Има ли се повеќе новинари роми во Македонија? За жал и таму по некој се наоѓа? За жал нема. За жал нема, јас може да го кажам Сунај Саприовски на ромските медиуми на ромски јазик, туку мислам генерално. Да, разбрав. Ромските медиуми дури не ги ни перцепираат како медиуми, за жал македонската јавност. Тие се бават само со одредена категорија на луѓе и ако некого го интересира, ќе кликне, ќе види дали Амди Бајрам и спокојно од Амди Бајрам кажал нешто, но и пак нема да се информираат од ромските медиуми, ќе се информираат од некои македонски медиуми кои што за жал секогаш се користеше некои сензационалистички наслови за да привлечат читатели. Никогаш не ја прикажува целината. Тоа е разликата помеѓу, например, Амди Бајрам спие во собрание, но спијат и други во собрание, ама никој не го пишува тоа дека и други пратеници. Не, сакам да кажам како политичка фигура. Сакам да кажам каква слика се создава, например, нели Амди Бајрам штом спие во собрание, сите роми се неспособни ако ги вработиме во некои битни институции, им дадеме фотели, тие ќе се раскомотат и ќе се спијат. Мислиш прости тоа е пораката на тие наслови? Па еве гледаме сега во изминативе неколку... Да не сме сите малку оптоварени повеќе или јас грешам? Не, ако видиме сега, ако првиот, вториот, па и третиот ешалон, нема роми. Не зборам сега од патриотизам или од нели националистички аспекти, туку зборам дека тие перцепции што се градеа во минатото, еве пред се и дел и од медиумите, доведе до ситуација да немаме ние во прв, втор, трет ешалон роми. Туку може имаме некој раководител на сектор во комунална хигиена. Или, не знам, паркови зеленило. Или во Министерство за труд и социјална политика. Немаме, например, проблемот е што ако, например, се зборуваме за едно општество, зошто не може Дехран, како ром, да биде министер или не зборам за мене лично, тоа го кажувам како пример. Ке дојдеме до политиката и до министрите. Но кажувам дека зошто одредена личност не биде, сакам да кажам дека ромите, кога им се даде некоја функција, тоа е по дефолт фокусирана само за ромски прашања. Имавме роми, имаме и ден денеска роми пратеници, имавме за жал тука се само закревање рака. Директори на престижни јавни предпријатија или агенција за спасување, како се вика тие, имаше тука и таму по нешто, но е недоволно. Прашањето ми има ли доволно кадар ромската заедница сега кога веќе зборуваме за роми? Има ли доволно квалификуван кадар во Македонија? Иако тоа политиката е репер, неквалитетот се уште кај нас за жал, но дали образованието е веќе малку по... Во денешно време да. Може да кажеме дека веќе не се бројат на прсти образовани роми. Туку веќе зборуваме за десетици образовани роми кои што имаат завршено високо образование. И она има едно истражување кое што ако видиме дека мажи или жени и роми повеќе завршуваат факултет, доминираат жените. Добро, што значи тоа дека ромската интелектуална заедница, ако можам така да се изразам, не е доволно гласна? Па се уште не е. И на детето, ако не заплаче, нели, не добија млеко. Да, но има еден друг проблем. Поголемиот дел од таа ромска интелектуална маса немаат простор. Немаат простор од политичките партии кои што човек партија се уште диктира.
во политичкиот живот. Се уште се договара со македонско-албанскиот блок од политичкиот блок. Се уште тие диктираат Истиот политички вирус и кај ромската заедница е етничка како кај другите, политиката доминира партиите, сепаратизмот таму, таа За жал се уште кокетираат со тоа дека моите ромски гласачи, моите роми, моите потенцијални ромски гласачи, како да ги поседува, како да он ги создаде. Добро, ќе позбруваме подолу малку за државата и за општеството, ова е наша Република Северна Македонија. Но моето прашање сега ве враќам на вас лично, Дехран Муратов. Пак ќе прашам, тие темите од социјалата, од хуманитарниот аспект и така натаму, па ќе дојдеме после до втората ваша област, борбата со лажните информации, со лажните вести и така натаму. Кој е мотивот да се вие исклучиво главно занимавате со тоа? Толку ли е стигматизирано македонското општество? Јас потекнувам од скромно семејство. И ако, например, знам како е чувството да отидеш со 10 денара во школа. Знам како е чувството да носиш едни исти патики цела година. Знам како е да, кога сите другарчиња ти викаат, тај ќе одиме на кафе, ти да речеш, абе денес не ми се пие кафе, зошто? Затоа што немаш пари во джеб. Денеска јас не можам да заборамам како е да немаш пари кога си млад, кога ти требаат пари, кога сакаш, кога сите твои другарчиња имаат најнови телефони, айфони, а ти се уште имаш, може би и немаш телефон. Така е, но праксата покажува дека некои уште сепак забораваат, но Дехран, еве, не само што не заборава, веројатно има и некои внатрешни пориви. Ама тогаш ќе заборавам кој сум јас. Тогаш ќе се заборавам кој сум и зошто ја прифатив улогата да бидам новинар. Затоа што јас како новин, како институција, ако ми треба нешто да направам за себе, можам било што да направам. Една кујна да изработам е поскапа отколку да бидам новинар цел месец и да очекувам плата. Ако веќе зборуваме за тоа како завршив средно. Пак ќе речам, една кујна да направиш е поскапа отколку цел месец заработиш и да се бориш за правата на граѓаните. Не зборам за личен профит, затоа што во новинарството личен профит нема. Ретки се тие кои што профитира имаат хациенди. Себично ли е македонското општество? Во какво општество живее Дехран Муратов денес? Во какво сака да живее? Етнизирано ли е? Неправедно ли е? Што е доминантното? Политизирано. Политизирано пред се затоа што не може да кажам етнизирано, затоа што цел живот во општество живеа различни етнички заедници, но политиката си го прави своето. Етнизирано е природно етнизирано. Ние не може да кажеме дека припаѓаме во различни светови. Ние живееме тука. Ние не можеме да кажеме чиста Македонија. Или па Македонија на македонците, или шутка на ромите. Ме разбираш, не може да е шутка на ромите. Кога некој вели Македонија на македонците, може би не мисли на етнички на македонци, туку на сите граѓани на Да, за жал се користи, се шегувам. ја користат се за погрешни. да извадам некоја ситуација што не е за вадење, точно на тоа мислат Македонија на македонците, тоа е тој национализам кој уште тлее. Тоа е моментот што не може да кажеме, еве јас не кажав само Македонија македонците. Има моменти кога многу патриоти во шутка велат шутка на ромите, да не дозволиме тие и тие да ни ја земат шутка. Чекајте бе, шутка е дел од Македонија и секој може да дојде во шутка и ако сака да живее во шутка, има право да живее. Израелска ова група, некоја секта или како ја нарекуваат со дечињева што шетаат по Македонија, што никој не ги прибара. Лафтахор. Тоа ли е таа ксенофобија или ова е нешто друго? Види, ние живееме во општество каде што секојдневно имаме ситуации на лафтахор. Мојата сопруга носи марама. И во една ситуација по твоја наредба? Не, она си одлучила уште кога била девојче, решила да да учи во медрезе, да учи на арапски, И Дехран тоа така го има прифатено? Ја прифатив затоа што тоа е нејзин избор. Ако денес она реши да ја извади марамата, реши дека сака да ја вади, повторно е нејзин избор. Но моментот е зашто велам, живееме ние во лафтахор се уште. Моментот е кога јас и објаснив на жена ми затоа што во Скопје има места каде што не би сакале многу девојчиња со марама.
Имаше ситуација каде што Има во се уште аеродром, такви джебови. во има, аеродром додека шетала она, имаше дечко каде што и покажа дека ќе ја закони. И она сега денес ако ја кажам ајде бе ќе отидеме во Бисер, она никогаш нема да отиде. Зошто? Затоа што првото одење во општина Аеродром доживеала таква ситуација ајде дека ќе биде да ја окуражиш малку, да земеш под рака и да отидете таму во Бисер на кафе. Јас никогаш нема да потпаднам на такви луѓе кои што им пречи марамата. Напротив, денес како Лавта хор, групата, дојде во мојот дом, ќе бидат добродојдени и нема никој да им наштети. Јас ќе бидам тој што ќе застанам на првата линија, ќе треба прво мене да ми наштетат, па потоа да стигна до таа група. Ние така и муабетот во овој дистрикт го почнавме со тебе. Ти чувствуваш ли се уште нешто, некој амбиент, дека негде не си прифатен поради твојата припадност етничка? Ако не сум прифатен, ќе направам да бидам прифатен. Значи, нигде не ти отвараат пат со црвен килим. Патот да стигнеш до некаде е трнлив. За жал кај нас не секој има отворени, не сме татини, мамини синчиња, кои што сите врати им се отворени. За ние да стигнеме, обичните граѓани, до одредено место, сите мора да се заедно не бориме. сме прифатени, ве се уште во Европска унија. Се шегувам малку за да релативизирам. Но ајде прашањето ми беше во какво општество живееме, во какво сакаш или посакуваш да живееме и што треба да направи кој? Политичките структури, невладиниот сектор, општеството генерално, ние граѓаните. Невладиниот сектор и граѓаните се определени. Политичките структури влијаат на одредена група на граѓани кои што не сакаат општество за сите. Но невладините организации, барем по големиот дел, работат на мултикултурализмот и општество за сите. Политиката, за жал, многу побавно ги прифаќа тие повици на граѓаните и на невладините за еднакво општество, затоа што ние имаме едно општество, но не може да кажеме дека имаме еднакво општество. Ако добро те разбирам, сакаш да кажеш дека ние имаме општество, но немаме држава еднаква за сите. И сега, ако немаме држава еднаква за сите, што низ твојот и низ искуството новинарско, и низ тој политички дизајн низ работата новинарска, што Дехран Муратов забележува во Конституцијата на нашата држава? Треба нешто да се менува во уставот, во законите, како да ја нивелираме целата таа ситуација за граѓаните да бидат барем поеднакви од еднаквите, нели? Види, ние имаме одлични закони и уставот ни е добар. Треба имплементација. За тоа што ако ние го изневеруваме законот, ние дори донесовме, например, за рамка за вработување. По толку припадници од една етничка заедница, толку припадници. Да, но пред 10 минути самиот констатираше дека нема доволно роми, а ги има како квалитетни кадри во државните институции. Токму тоа е. Например, ако имаш, тоа велам се, ние имаме закони, но го прекршуваме, го мамиме законот на некој начин. Имаш рамка каде што ти вика толку и толку албанци, роми, турци. И ти сега во истиот момент некој си човек кој што во моментов се почувствувал како ром, ја го завзема тоа работно место, затоа што во моментот се чувствува чувство е припадноста. Да бидам ром е чувство. И тој, например, во тој момент се почувствувал како ром и ја земал работата која што, например, законски ми припаѓа мене или на некој ром. Затоа велам дека закони имаме, треба да има други критериуми. Нема етика, што нема, морал нема. Нема морал. Им се дозволува да нема морал. Кога би имале закон и кога би се имплементирал тој закон, ние морал немаме. За жал, кај нас... Ако јас за вработување се пријавам како ром, и тоа државата, тие институции го толерираат, бидејќи тоа нели лично право е на секого, што да прави државата? Значи не се најдобри законите, веројатно, или? Види, имаме еден другар кој што живее во Германија сега, веќе неколку години, и ќе направиме на паралела. Да, ајде нешто да научиме и ние. Два пати го сопираат за брзо возење и го казнуваат.
И третиот пат му ја земаат возачката, им за да ја врати до дозволата мора да направи еден тест за идиоти, така го нарекува германците. И он оди во тоа тестирање, го бутаат. И сега го прашувам, а зошто те бутаат? Нели ги знаеше? Па вика има едно трик прашање. Вика, дали ти се допаѓаат законите на Германија, како што си дошол? И вика, да ми се допаѓаат. Затоа што вика, ти ме мамиш. Ти, да ти се допаѓа законите на Германија, немаше да возиш 80, а ваму ти пишува 50. Значи не ти се допаѓаат. Требаше да напишеш, не ми се допаѓа тој закон, наместо 50 треба 80. Зошто велам вака? Но германците нема да му дадат дозвола кај на тој мој другар, се додека тој не почне да ги почитува тие закони, или пак, ако не му се допаѓа, да се избори да ги промени. Кај нас, например, не ни се допаѓаат тие закони, но не правиме ништо да ги промениме. Добро, што треба да промениме? Генерално, Устава да го земеме како една материја. Има ли шанси нешто да поправиме или е до нас, до луѓето, до карактерите, до почитувањето само? До политичките партии пак ја речаме. Тие го диктираат темпото. За жал се уште. Ние имаме политизирано општество. Тоа е проблемот во политичките партии, затоа што кога се преговара за влада, сите тогаш се знае, се прави овако. Ние џабе да имаме устав, кога или па закон, кога политичките партии, двајца старешини, седнале и се договориле. 3 места за тебе, 5 места за мене, ама имаме закона, бе. Ние се договоривме, законот ќе биде покритие. Тоа е проблемот, затоа што ние се уште имаме старешински одредби. Законот ни служи чисто онака, ама... Добро, секоја држава и ние нели имаме символи кои треба да обединуваат. Еве да земам химната. Како ја доживува Декран Муратов? Обединувачка или разградувачка? Дали таа си го завршила својот животен пат во еден историски период и треба ли некои промени на символите да почнеме од нешто? Што е тоа што може да не обедини? Тоа што може да не вртиме грб на химната на спортски надпревари или една трибина да им заврти грб на таа химна. Нешто не ни функционира сепак, нели? Или грешам, или е до воспитување, до политизација, до структурирање на национализам од страна на политичките елити, но и тој не е во мода веќе, нели? Ако можам така да се изразам. Химната како химна, ја, например, никогаш не сум ја доживел како туѓа химна. Таа е моја химна. И кога и да се пее, ја не ја доживувам како својна на некоја политичка партија. Значи, Моабетов го отвора за да најдеме пат, што е тоа што пречи, јас што не можам да го согледам. Може ти го согледуваш или некоја група луѓе за да се промени како структура на државното уредување, во таа смисла. Например, не верувам дека повеќе некој ќе ја почитува химната, ако во химната покрај Гоце Делчев Питугули се воведат и некои албански, ромски, турски херои. Сега тогаш треба цела химна да ни биде само со имиња на херои. Ја лично, например, и музиката кога ја слушам, не ги слушам зборовите, мене ми е интонацијата, музиката ми е битна. Ако увото ми фаќа дека тој ритам ми е интересен, ја слушам. Ако не ми се свиѓа, нема ли да ја слушам. Пораките се често во содржините, во текстовите, нели? Да. Зборам лично за себе. Сакам да кажам, дали може на сила да се натера некоја групација или поединец да биде дел од оваа држава, а не ја посакува ваква како што е организирана. Во таа смисла те прашувам тебе, како неетнички македонец, да речам, нели? А Македонија на македонците, спомнавте, како се но ја знаеш немам друга репрезентација за кого да навивам. Јас ќе навивам се уште за Горан Пандев, ќе навивам за Столе Стоилов. Иако, например, тој излегува кога ќе се збори. Но јас навивам за тие репрезентации. За квалитетот на нивните настапи, да. Така, тие се мои херои. Нема да кажам дали сега Елмас ми е поблизок од Горан Пандев. Исто ми се битни, исто ми се идоли. Општеството, се додека едно општество е мајка за едни, маќеа за други,
што не мора да значи некогаш и макеите се по мајки за децата, тоа е малце и тука има проблем сега таа изрека, но еве ајде да речеме дека макејата под наводници е лошата тетка која што е во приказката. Но ако на пример државата му дава на некого простор, а друг не му дава еднаков простор, во тој случај тој ист човек не може да ја почувствува како своја. На некој начин му вика, земи карта за еден правец и отиди негде, барај си друга држава. За жал, ромите немаат своја матична земја. Но тука ќе те прекина малку, извини, но околу тоа дава зема, ќе те вратам на почетокот на нашиот разговор сега во овој дистрикт, каде што испомнавме, треба некој да побара, никој никому ништо не дава, па дури ни државата, ако не умееш да иземеш. Многу инертна ромската заедница, разединета, интелектуалците исто така, политизирано се спомна во партиите. Каде ти го гледаш? Не зборам само за ромската етничка заедница, зборам генерално за сите. Кај нас молчиме сите, кубурот го чуваме за потешки времиња. Стално чекаме нешто полошо да се деси, па тогаш да го извадиме кубурот. Не зборам за ромската етничка заедница, посебна приказка за себе. Они се миролюбив народ. Денеска ќе се наљути ако нешто има некоја неправда, утре пушти му музика, ќе игра и ќе биде најдобар друга со тебе. Сега сакам да те вратам на твојот природен работен терен, цивил. Зошто токму цивил, од каде цивил, како стаса во цивил, како се спушти во цивил? И темите кои те окупираат во цивил. И како граѓански активист, како новинар, како уредник. Со цивил стапивме во контакт додека бев во Нова. Тогаш се запознав со дел од колегите во порталот Нова, да. Каде што, нели, на протестите тогаш беа студентските протести активни. На некој начин се навестуваше шарената револуција дека граѓаните почнуваат да се будат и сакаат промени. На некој начин не сближи со цивил. Цивил на некој начин сум јас. Затоа што таму се пронајдов. Во цивил најдов место каде што слободно може да ги изрази своите ставови, а при тоа да имаш поддршка. Без да мора да поминеш низ одреден филтер, да почнеш од портирот, па се до главниот и одговорен уредник, па председателот, да мораш да му раскажеш зошто мораш таа тема да ја обработуваш. А веројатно и цивилна организација со широко срце отворено за сите и за секого. Кога стигнав во цивил, првото нешто што видов е дека во цивил има луѓе од сите етнички, национални, верски, атеисти. Сватив дека тука сум на свој терен. Не морам да се правдам зошто сум таму. Македонија во мало, на некој начин. Па Југославија во мало, нели, пошто тоа е она, нели, братство единство и соживот. И пошто Македонија цели кон тоа да биде Југославија во мало. Барем приказките што нас ни ги кажува сега дека во Југославија супер се живееше, може би се живееше, а може би и не смеа да се побунат. Има една изрека, вика како живеете, не смееме да се жалиме. Значи супер живеете. Не вели не смееме да се жалиме. Во битките против национализмот, да. Во тој смисол јас исто реков цивил Македонија во мало, нели? Да. Да, во цивил се пронајдов токму тоа, затоа што имав простор каде што можев да го искажам својот став и се уште го искажувам својот став, а да имам исто така и поддршка за тоа што го работам. Не секогаш за теми кои што... Тоа е она разликата во цивил, која што го се прави. Ако, например, се прави одредена тема, никој не вели, ако се прави тема за ромите, таа е тема на Дехран. Зошто? Затоа што Дехран е ром и он мора да се фокусира на таа тема. Напротив, таа е тема која што е на организацијата. Колективот функционира. Да, и тогаш таа се тера без разлика дали јас сум ром или... Судејќи според реакциите, цивил има многу пријатели, но има и непријатели. Кои се пријателите, кои се непријателите на цивил? Види, цивил има многу пријатели, а
А има, да, спомнавте и непријатели. Непријатели се сите оние кои што не му сакаат добро на општеството. Оние што сакаат да има стално некакви нереди, да има еднобојност, да има контрола. Напротив, Цивил не сака еднобојност, затоа што не е еднобојно. Поубаво е општеството кога сме сите бои на ова наша земја. Пријателите се тие на Цивил кои што даваат поддршка на таа наша работа, на тоа наша заложба за подобро општество. Ако кажеме мултикултура, асоцира на Цивил веднаш? Имено, да, затоа што Цивил е мултикултура. Членувате во политичка партија Дехран? Не. Ке формирате партија? Имате ли покана од некоја партија, било која, еве ромските, да речам, бидејќи сте можеби посакуван кадар, или сте имале? Еве сега ќе кажам, затоа што до сега не зборувавме. Бидејќи цело време зборувате за политизација на општеството, сакам на крај да те прашам каде е твојата перспектива? Ја гледаш, можеби преку тие линкови политички, партиски, некаде во државни институции, но за тоа потоа? Да. До сега не зборев за оваа тема, но ете ќе кажам. По завршување по формирање на шарената револуција, па е власта на Груевски, доаѓа нова власт формирана од Заев, каде што прави нов тим. Во тој период министерот Самка Ибраимовски стана министер без ресор. Имав само една средба, каде што бев повикан во неговиот кабинет, да разговараме да му бидам шеф на кабинет. Да работиме. Опа, на тоа би се израдувале многу новинари на таква позиција. Моментот е што јас кога разговарав со него, првото мое барање беше, ако јас дојдам во ова место, ќе имаме одврзани раце и ќе работиме. Во моментот, ако ние сме тука само за декор, јас во истиот момент ќе си заминам. Затоа што јас не доаѓам тука за некакви бенефити. Дехран Муратов не сека да биде абажур на столната ламба. Тоа беше ламба. последниот разговор и повеќе не бев повикан да бидам дел од таа политичка структура. Тоаш беше убаво искуство за повеќе да бидам алергичен на политиката и политичките структури. Не дека но тогаш бев решен дека ако прифатам да бидам дел од таа некаква извршна власт, затоа што е лесно да бидеш од оваа страна да критикуваш, но ако влезеш внатре, каде што ќе имаш можност за одлучување, каде што ќе имаш директни инволвирања во политиката, сакав да видам дека ги знам ја работите. Времево некако многу брзо ни тече, се плашам дека и мене и тебе шефот ќе ни испоказни за тоа што го гасиме терминот, затоа сосема накусо, бидејќи дел од преокупациите покрај мултикултурата, еднаквоста и така натаму, правата, правичноста, праведноста. Дехран Муратов се занимава главно, па и Цивил, со лажни вести, лажни информации. Кој ги продуцира? Што детектирате низ вашата работа? Кои се главните промотори на лажните информации? И кои се побудите и кој е лекот? Да. Лекот е брзото разобличување. Кој ги продуцира? Секако не. Има едно истражување, социјалните мрежи се главните промотори на лажните вести. Не, социјалните мрежи не продуцираат, луѓето продуцираат. За да на социјална мрежа да излезе некоја дезинформација, мора некој човек со име и презиме. Дали индивидуално како што сакаш да потенцираш, има организирани групи. Ретки се индивидуалците. Тоа индивидуалците порано беа оние кои што се закачка, пишува некои креативни твитови, но денес сега тоа прерасна во систем. Но денес веќе прерасна во добро систем и мрежа на разработување. Пред се, за жал, доаѓаат и од политички структури кои што добро организирано функционираат и ја пласираат лажната вест и дезинформација, често и да се разобличи, да се бара нивно како да кажам, извинување од тој што ја шири таа лажна вест. Напротив, сега имате една нова метода, забрануваат да се коментира на таа лажна вест. Ако пласира, и тоа зборуваме за лидери на политички партии. Не може да се реагира.
Јавноста не може да реагира. Нема место за коментар. Тоа сакам Нема, да кажам. и остава да се шири таа лажна вест, да веруваат Медиумиве, тоа. мејнстрим медиуми, национални телевизии главно како највлијателни, ја имаат ли кондицијата доволна да се спротистават на овој наплив на лажни вести, на лажни информации, или тие ги отвораат екраните токму за тие субјекти кои се и промотори на лажни вести? Дел од тие луѓе кои што ја промовираат таа лажна вест, често имаат и такви испади и навреди кон новинарите. И јас, например, не би му дозволил на некој кој што ќе ме нарече и колега кој ќе го нарече со роспија, платеник новинарски, тој е новинар. И ти кога ќе го наречиш некого новинарот, исто како мене да си ме нарекол дека јас сум нечија ороспија. Новинарството... Затоа велам дека токму тие луѓе повторно наоѓаат место во ударните термини во медиумите, кои што претходно ден, два, 3 месец претходно ги критикувал новинарите и одеднаш му даваат простор. Така, не му даваат простор на интернет таков и човек. новинарството, помага интернетот генерално на новинарската професија, одмогнува токму од таа причина што е пристапен до секој може да продуцира вест. Интернетот е меч со две острици. Зависи кој за што ќе го користи. Ако го користиш ножот за љупење јаболки, ќе ти биде добар, но ако го користиш за убивање, тогаш не ти треба. Интернетот ја има брзината. Додека, например, чекаш во вестите во 7 часот навечер да излезе некоја информација, интернетот веќе ја пушти таа информација, дезинформација, лажна вест, каде што делот тие исто така структури имаат цел да, покрај тоа што има дезинформации, тие може да поттикнуваат и говор на омраза, и често таа говор на омраза има и закани. И може да се настанат и дела од таа омраза. Жал ми е што имавме, според мене, убав моабет, ги згазивме сите термини на дистрикт. Јас ки си го платам цекот поради тоа, мене ми останува само да одјавам. Дистрикт Цивил прес студио, Дехра Муратов, ви благодарам. Ти благодарам и тебе, Зора.